Тоа е разочарувачки крај на учебната година. Откако студентските протести поради војната во Газа доведоа до насилни конфронтации со полицијата, Универзитетот Колумбија во Њујорк ја откажа својата главна церемонија на дипломирање, избирајќи да оди со помали прослави во одделни сегменти на кампусот. Ова беа тешки денови и недели за сите нас. И сега завршува вака. Ние почнавме онлайн како бруцоши. Навистина е тешко и да се заврши на овој начин. Некои го критикува Универзитетот Колумбија за тоа како го расчисти протестниот камп. Универзитетот во многу мејлови упатени до студентите и останатиот дел од универзитетската заедница вели дека кампот и секоја друга акција што ја преземале демонстрантите е причина што кампот е расчисан. Додека пропалестинските протести се проширија низ американските кампуси, некои универзитети побараа да ги ажурираат своите политики за слободата на говорот и протестите. Мислам дека ова е дефинитивно повик за будење на универзитетите кои можеби не морале да ги спроведат своите протестни политики до степен до кој беа принудени да го сторат тоа последните неколку месеци. Други администрации на коледжи во САД се согласија да преговараат со студентите. На Универзитетот Рутгерс ова резултираше со тоа што институцијата се согласи да додаде арапски културен центар, како и други отстапки, во замена за доброволно демонтирање на кампот на демонстрантите. Ова е очигледно многу жешко политичко прашање и мислам дека студентите само сакаат да бидат слушнати, да им дадете место на масата, да им дозволите да кажат што се случува. Тоа е одлична идеја. Многу студенти побара универзитетите да се откажат од израелските бизниси чии интереси се врзани за војната во Газа. Тоа не е лесна задача, велат експертите. Инвестирањето станува покомплицирано, едноставно поради начинот на кој се инвестираат средствата. Тоа е пораспространето од колку што може би мислите. Apple и Google, например, имаат бизнис во тој дел на Блискиот Исток. Мислам дека 90% од S&P компаниите се вклучени во некој вид на бизнес. Како да се разбие тоа? Но не треба да се отфрли ниту студентската загриженост, вели таа, универзитетите треба да бидат транспарентни за нивните постапки. Споделувањето на она што го правиме и помагањето на студентите и другите да разберат што е тоа што го правиме и што е најважно зошто го правиме тоа што го правиме и зошто ја донесуваме одлуката што ја носиме. Универзитетот во Јужна Калифорнија исто така ја откажа својата церемонија за дипломирање. На Универзитетот во Мичиген демонстрантите накратко ги прекинаа тамошните дипломатски прослави. Студентските протести можеби имаат историја на кампусите, но се чини дека се уште треба да се научат лекции за тоа како да се постапува со демонстрациите на начини што сите страни можат да го поддржат.